Рамазан ни потврди ние дека лажиме, дека немојме да ги оставиме гревовите што ги правиме. Рамазан то ни потврди нас дека ние лажиме кога велиме дека не можеме нештото да го правиме. Аллах субхана ва таала те поучви и ти вели: ти што велиш дека не можам да седам без духан, ти што велиш дека јас не можам без јадење, без храна, без пијалок ни еден сат. Можеш да се оддалечиш од лошите навики, само не сакаш. Зашто сега за кого? За атер на Аллах го направи ова. Па и за атер на Аллах и после Рамазан можеш да го правиш тоа истото. Тој Аллах што е во Рамазан, тој Аллах истиот е и после Рамазан. Тој што ти забранил во Рамазан овие работи, тој ти ги има забрането овие работи, истиот Аллах, истиот Господ, тој ти е истиот што ти ги има забрането и после Рамазан. Значи ова дојде Рамазан ни даде поука дека ние можеме да се ослободиме од лошите навики и штетните работи што се за нас. Кога ти го остави халалот, го остави за атер на Аллах, јадење и пиење халал, вода халал е да пиеш, халал е. Го остави за атер на Аллах, како не можеш алкохолот да го оставиш за атер на Аллах, како не можеш духанот да го оставиш за атер на Аллах. Сега само лажиш и ги следиш твоите страсти, не дека не можеш вистина.